знаеме нели дека секој нов пролетен ден е нова можност за да се прочита некој интересен наслов, а такви интересни наслови ни нуди и пролетниот фестивал на книгите кој започна во клуб Матица овој понеделник и трае дури до недела, односно до крајот на ова недела. Во продолжение ќе позборуваме нешто за овој фестивал, кои наслови ги нуди, но се разбира ќе говориме и за некои изложби кои што следат токму во галеријата Матица и за промоција на неколку книги. Ово утро заедно со мене Антонио Павловски. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска. И добро дојдовте во галерија Матица. Благодариме што не пречекавте овде. Убава атмосфера, барем за мене, а и убава тема. Напоменав дека започна овој фестивал во понеделникот, трае до недела, па имаме ли заинтересираност купување на интересни наслови? Какви наслови нуди овој фестивал? Така, од понеделникот па се до крајот на неделава ќе трае пролетниот фестивал на книгата на Матица и ќе се одвива во трите салони на Матица, книжаницата на булеварот на книгите Матица ексклузив и ова неодамно отворена галерија Матица. Инаку фестивалот е организиран во чест на 33 годишниот јубилеј од основањето на книгоиздателството Матица. 33 години значат голема традиција, позади нас се повеќе од 3300 наслови во 4 милионски тираж. Тоа од една страна е голема традиција, но од друга страна значи голема обврска за промовирање и за издавање на квалитетна литература и поголема достапност до сите читатели. Овој фестивал е голем плюс за сите љубители на пишаниот збор, но ако не се лажам, има и попуст? Така, во текот на цела недела има посебни големи попусти за сите заинтересирани, за сите книголюбци, а од друга страна пак имаме низа активности. Во понеделникот веќе имавме многу успешна промоција на најновото дело на Трајче Кацаров, нашиот еминентен автор, часовничарот, која се одвиваше во Матица ексклузив. Денес веќе имаме во 12 часот средба со доајените на македонската книжевност, со највозрастните автори кои се уште благодарени на нас творат, Јован Стрезовски, Стојан Тарапуза, Паскал Гилевски и Иван Чаповски, а пак утре најуваме на нашите гледачи во 12 часот токму во овој простор, во галеријата Матица, ќе имаме промоција на двете најнови капитални дела на Драган Даутовски. Да, на Драган Дутовски, токму тоа беше моето следно прашање. Се работи за овие два наслови, колку што може да се види. Кавалот во Македонија и другиот наслов е Топчестата глинена флейта од Македонија, праисториски музички инструмент. Верувам дека станува збор за интересни книги. Така, тоа му се капитални дела, како што напоменав, Драган Даутовски. Ке ги промовира деканката на факултетот за музичка уметност Дарија Андовска. Кавалот во Македонија е обемно дело, а Топчестата флейта се работи за окарината која што е пред 30 на години пронајдена во Велешка, еден преисториски инструмент кој што е навистина реткост во светската археологија, а од друга страна посетителите кои што ќе дојдат утре во 12 часот во галерија Матица ќе имаат можност да слушнат како звучи окарината и како звучи кавалот. Освен сите овие информации, исто така интересно е да напоменеме и за оваа изложба која што може да се забележи околу нас. Станува збор за многобројни и убави дела. Така, во овој период ни имаме изложено еден пресек на македонското сликарство, би рекол. Тука може да се видат дела од Вангел Нумовски, Глигор Чемерски, Васко Ташковски, Павле Кузмановски, Сергеј Андреевски, Тања Балач, Решата Мет и многу други значајни македонски автори. Она што сакам да најавам е дека во текот на месец мај ќе имаме една изложба на Сергеј Андреевски со негови најнови дела, а пак во јуни имаме една интересна изложба на еден интересен сликар од Велс, Обединетото кралство, Вернон Џонс, кој што ќе биде убаво да се види во галерија Матица. Верувам дека ќе биде убаво да се види на лице место, ете да дојдеме и повторно да позборуваме за сите изложби кои што следат, па и за сите ваши активности. Ви благодарам многу што не пречекавте овде и за одвоеното време, се разбира. Ви благодарам и вам, добре дојдени сте секој време.
Се надевам дека го задржавме вашето внимание со овој интересен разговор, поготово сите љубители на пишаниот збор. Затоа не чекајте, освен што можевте да слушнете за промоцијата на двете дела од Драган Дутовски, исто така за изложбите кои што следат и за оваа изложба која што може да ја видите во моментот. Исто така не заборавајте дека пролетниот фестивал на книгата трае до оваа недела и се разбира следува и попуст.